кратки најави за денешниот дневник. Реконструкцијата на македонски просветители ќе заврши во предвидениот рок, уверува градоначалникот Пецаков. Вливањето на матна вода со фекали од Грашница во езерото не е пропуст на колекторски систем, ги отфрла обвинувањата директорот Алексиевски. Поскапе такси превозот во Охрид. Предизвик нова кампања на Храбро срце за подигнување на свеста за органодарителството. Со содржините на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес превладуваше претежно облачно и нестабилно време со повремени врнежи од дожд, ветровито и постудено со максимални 5 степени Целзиусови. Во вторник над најголем дел од европскиот континент ќе превладува претежно сончево време со локална облачност и релативно топло време. Нестабилно со врнежи од дожд се очекува да биде во источна и југоисточна Европа, како и во крајните западни предели. Во северните и јужните предели на Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и студено со невообичаено ниски дневни температури за овој период од годината. Во останатите предели претежно сончево и потопло време. Максималните дневни температури од 10 до 16 степени. Во Македонија во вторник во раните утрински часови ќе има врнежи од дожд, а над 900 метри врнежи од снег, кои во текот на денот ќе престануваат и ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди, ветровито и потопло со благ пораст на температурите. Минималните температури од -3 до 5 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 7, односно до 15 степени. Во Охрид во вторник во раните утрински часови врнежите од дожд ќе престануваат и во текот на денот ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе дува до умерен југозападен ветер, минималната температура од 2 степени, додека пак максималната дневна до 10 степени. Во среда и четврток во Охрид по свежото утро и температура од само 1 степен. Во текот на денот ќе имаме претежно сончево време со локална облачност и температура до 14 степени. Во петок умерено облачно време со сончеви периоди и температура до 15 степени Целзиусови. Атва Хоум Центар на нова локација. Во новиот продажен простор уште поуспешно ја остваруваме нашата мисија на едно место да обезбедиме широка понуда на производи кои ќе го подобрат и разубават вашето секојдневие. Уредете го вашиот дом, деловен простор или градина без да го оптоварите домашниот буџет. Купувајте по најпристапни цени и со постојани промотивни акции. Во нашиот салон ќе ги пронајдете најубавите и најкреативни подароци за секоја пригода. Атва Хоум Центар. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен
Бау центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Реконструкцијата на македонски просветители ќе биде завршена во предвидениот рок, 1 јуни. Локалната е во постојана координација со изведувачот и надзорот, вели градоначалникот Пецаков, со цел работите да се одвиваат според предвидената динамика. Денеска започна изведбата на третата фаза од реконструкцијата на улицата Македонски просветители. Градежните зафати се одвиваат според предвидената динамика и градоначалникот Кирил Пецаков е оптимист дека ќе бидат завршени во предвидениот краен рок за изведба 1 јуни. Ние имаме чести состановци и со изведувачи, и со надзор, и со буквално сите останати служби кои што работат, затоа што сите јавни предпријатија се уклучени во самава изградба на проектов. И би рекол дека нашите работи по однос на фази затоа што се одвиваат, втората фаза како фаза ние имаме завршено она што е наша обврска, зборам како општина Охрид, некаде околу 15 март. Значи месец дена е нашата работа завршена за втората фаза, а за третата фаза која што веќе од денеска започнува да се отвора како градежна фаза, ќе бидеме готови некаде измеѓу 15 и 20 мај. Пецаков кажа дека изградбата на македонски просветители ќе ја чини локалната самоуправа дополнителни 50 милиони денари кои не биле предвидени во проектот кој оваа локална власт го наследи. При изградбата се води сметка да не биде само шминкање и асфалтирање на улицата, туку комплетно инфраструктурно решение, вклучително со прилагодување на потребите на инвалидизирани лица, посочи Пецаков одговарајќи на советничко прашање на денешната седница на Совет. Ние, иако тоа не е во проект, ние финансираме како локална самоуправа и атмосферска канализација, финансираме каблирање во еден канал буквално на сите засегнати, ева на Телеком и така натаму. Не оставаме само да е шминкање класично и асфалтирање, така да секако дека ќе се внимава на тој дел, а и ова кое што представува патеки за слепите е нешто за кое што инсистирам, иако во проектот не е предвидено. Разговаравме со изведувачите за да видиме дали ќе е возможно да, односно патеките по кои што ќе се движат пешаците, да го изведиме се тоа за слепите лица. Меѓутоа, како и да е, во секој нареден проект кој што ќе опфаќа било каква пешачка патека, секако дека ќе го предвидиме, затоа што тоа е една од моите заложби. Градежните зафати започнаа кон крајот на ноември минатата година. Од денеска на сила е забрана за паркирање и запирање на паркинг просторот од пресекот со улицата Димитар Влахов до пресекот со улицата Даме Груев. Улицата Македонски просветители треба да добие комплетно булеварско решение. Проектот предвидува 2 одвоени коловозни ленти со тротоари од двете страни, велосипедска патека, нова атмосферска канализација и ново осветлување. Ќе биде подигнат и нов дрворед од двете страни, а планирано изведување на среден разделен цветен појас. Колекторскиот систем функционира. Не е наш пропуст истекот на заматена вода во населбата Воска, за која алармираа поединци, тврди директорот на државното јавно предпријатие Колекторски систем. Напоменува дека проблемот е во реката Грашница, а решението е во надлежност на јавното предпријатие Нискоградба и на локалната самоуправа. Колекторот функционира добро по неговата санација. Не е точно дека има пропуст во системот за посоченото излевање на заматена вода во населбата Воска на потегот каде што се влева Грашница, информира Владимир Алексиовски, директор на државното јавно предпријатие Колекторски систем. Тој ги отфрла обвинувањата упатени на нивна адреса како неосновани. Алексиовски ова го подкрепува со направениот вонреден инспекцијски надзор од Државниот инспекторат за животна средина за работењето на колекторскиот систем на 13 април. Во кој што точно е цитирано дека е извршен надзор вонреден и дека не се пронајдени никакви неправилности во работењето на јавното предпријатие Колекторски систем. Поточно, од двата испусти
кои што се наоѓаат на тој дел, во моментот нема излевање на заматена вода и препумпната извршена е посета на препумпната станица во местноста Далјан, која што била во функција, работела и согласно тоа не се утврдени неправилности на работењето на јавното предпријатие колекторски систем. Директорот на јавното предпријатие колекторски систем посочува дека проблемот е во реката Грашница. Кажува дека нивниот испуст е на 200 метри од вливот на реката. Она што поединци, здруженија и политички партии сакаат да го злоупотребат против нас не е точно, а тоа го покажува сликата од местото, укажува Алексиоски. Додава дека направените снимања на терен покажале најразлични аномалии кои се одговорност на локалната самуправа, а меѓу нив се диви приклучоци од неодвоена фекална и атмосферска канализација. Решението е да системски и заеднички соработуваме и ги решаваме проблемите. Повторно ќе кажам, јавното предпријатие и локалната самоуправа да отпочнат со проекти за изведување на атмосферска одделена од фекална, од секундарна канализација. Го имаме проблемот не само овде, го имаме проблемот на излезот од каналот, кај Мазија. Многу од нашите граѓани се јавуваат мислејќи дека наш проблем му посочуваме и му кажуваме. И повторно ќе кажам, тука сме заеднички да ги решаваме проблемите. Од јавното предпријатие колекторски систем најавуваат дека во годишната програма имаат предвидено чистење на цевководот под висок притисок. По великденските празници ќе го подобрат протокот на системот со чистење од разни отпадоци како што се бетон, корење и други отпадоци на кои им не им е местото, а завршуваат во колекторскиот цевковод. Поскап е такси превозот во Охрид. Советниците позитивно одговорија на барањето на такси превозниците со оглед на поскапувањето на горивата и економската криза. Но воедно на денешната седница беше побарано од такси компаниите да ги подобрат услугите и односот кон граѓаните. Градоначалникот порача дека такси превозот ќе биде под засилен инспекцијски надзор и доколку не се придржуваат до прописите, казните ќе бидат ригорозни. Охридските советници им излегува во престрет на барањата на такси превозниците за поскапување на услугата. Денеска на седница на Совет беше изгласана одлука за поскапување на такси превозот со која цената за првиот километар е 50 денари, а секој следен километар во период од 5 часот наутро до 23 часот ќе се наплаќа по 35 денари, а од 23 часот до 5 часот наутро по 45 денари. Основано е барањето на такси превозниците со оглед на поскапувањето на горивата и во интерес на градот е компаниите да се справат со предизвиците и да имаат континуитет во работата, кажа советничката од СДСМ Живка Ангеловска. Но воедно советничката упати апел до такси компаниите, како што се зголемува цената, така да се подобрат и услугите кои ги добиваат граѓаните и туристите, посочувајќи ги при тоа познатите појави на одбивање од таксисти да возат на пократки релации, неможноста да се повика такси по телефон во летната сезона и слично. Како граѓани на Охрид барам зголемување квалитетот на услугата и почитување на одлуката целосно, односно во самите такси возила да има на видно место обележена лиценца, беч за возачот и сето она што е наведено во член 5 и во член 6 од одлуката која што денес ја менуваме. Затоа што такси превозот, според мене, представува и имидж на еден град. И за туристите апсолутно представува имиджа и ние како граѓани апсолутно сме задоволни кога ќе наидеме на едно чисто возило, на еден коректен однос од страна на такси возачот. Поголема инспекцијска контрола на такси превозот, посебно во текот на главната туристичка сезона, најави градоначалникот Пецаков. Јас, како градоначалник и советниците, ќе изнесеме во пресрет, односно на кој што го имаат како побарување да се реализира, меѓутоа ќе бидам појќе од ригорозен, ако вид кој кажам ригорозен, мислам заедно со службите, затоа што беа и представници на инспекторатот тука, ќе бидам појќе од ригорозен доколку работите
интересот главна рачуна почнат реди. Хаосот со нелиценцирани таксисти ќе се решава со жолтите регистарски таблички со кои ќе бидат означени сите лиценцирани субјекти кои вршат автотакси превоз согласно законските измени, а за некоректниот однос на таксистите, како одбивање да возат патници на пократки релации или возење без вклучен таксиметар, градоначалникот најави поставување информативни табли со број на кои незадоволни граѓани и туристи ќе може да ги пријавуваат такси превозниците. На денешната 10-та седница на Совет, со мнозинство гласови за, советниците ги усвоија сите точки од дневниот ред. Седницата започна со дополнување на дневниот ред со предлог на градоначалникот Кирил Пецаков за партиципација и сопствено учество на општина Охрид во проектот изработка на проектно-техничка документација за патот село Лескоец до селата Горно и Долно Лакочери. Меѓу усвоените точки беа донесување правилник за субвенционирање на линиски превоз на патници кои заеднички го организираат општина Охрид и општина Дебарца, како и изменување на правилникот за субвенционирање на општински линиски превоз на патници на подрачје на општина Охрид. Мнозинството во Советот гласаше за, а опозицијата воздржано за предлог одлуките со кои се извршија измени и дополнувања на годишните програми за активностите на општина Охрид во областа на основното и средното образование за 2022 година. Развојната програма за капиталните инвестиции во средното образование 2022-2024 година, како и годишната програма за здравствена, социјална и детска заштита за 2022 година, со што беше извршена алокација на средства во буџетот за измена и дополнување на буџетот за 2022 година. Советниците дадоа зелено светло и на предлог одлуките кои се однесуваа на јавното предпријатие Нискоградба, односно согласност за производство електрична енергија со фотоволтаици, изменување и дополнување на статутот и дополнување на ценовникот на услугите на предпријатието. Беше донесена и одлука за формирање локален совет за превенција. Советниците по завршување на 10-та седница го одржаа продолжението од прекинатата 8-ма седница која започна на 10 февруари. Беа усвоени 28 точки од дневниот ред, меѓу кои предлог одлуките за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти во селата Пештани, Лескоец, Долно Лакочери, Плаке, Велестово, Трапејца, Којнско, Елшани и Љубаништа. Со кампања под мотото Предизвик, Националното здружение Храбро срце ќе ја подигнува свеста за органодарителство кај младата популација. Велат, свеста за органодарување во земјава се уште е многу ниска. Потребна е национална кампања со поддршка од државата и институциите. Органодарителството во земјава се уште е на многу ниско ниво. Дарувањето органи се смета за највисок чин на хуманост. Во моменти кога згаснува еден живот, да се подари живот некому кој го делат денови до смртта. Националното здружение Храбро срце деновиве започнува нова кампања за подигнување на јавната свест. Под мотото Предизвик ги повикуваат младите со објавување видеа да ги поддржат на социјалните мрежи. Секој кој сака да го поддржи здружението снима видео со поддршка за здружението Храбро срце и за подигање на свеста за органодарителството. Го објавува видеото на својот Инстаграм или Фейсбук профил, го одбележува здружението, фан страната или профилот на здружението Храбро срце и одбележува свој пријател. Иако законот за органодарителство во земјава е донесен со консензус на верските заедници, голем дел од населението се уште не го прифаќа поради верските обичаи. Од Храбро срце велат сами ја водат битката, но потребна е национална кампања со поддршка на државата и институциите. Но за жал оние кои што треба да ја подигаат свеста и кои што треба најмногу да вложуваат во тоа, се оглушуваат, односно власта не прави ништо за да покрени една голема кампања, силна кампања, по примерот на Хрватска, која што од речиси да нема органодарување стигнаа да се врв во Европа. Потребни се измени во законот, со што секој човек ќе може да биде потенцијален донор доколку во животот потпишал таква изјава. Досега во земјава има само 6 органодарувања од починат донор, а кампањата ја поддржаа политичари, доктори, спортисти и јавни личности.
Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле од Охрид во рамките на своите промотивни активности организира отворени денови од 18 до 20 април 2022 година во периодот од 12 до 14 часот. Отворените денови се организираат со цел да се промовираат студиските програми на УИН пред матурантите и нивните родители. Исто така, во текот на отворените денови ќе има презентации од компаниите со кои универзитетот има воспоставено соработка со цел да се представат можностите за пракса и работа на идните студенти. Од универзитетот испраќаат покана до сите заинтересирани лица да го посетат универзитетот во текот на отворените денови и да се запознаат со условите за упис и студирање. Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука за зголемување на цените на нафтените деривати од 1,5 до 2,5 денари за литар од вечерва на полноќ. Малопродажните цени на бензините Евросупер БС 95 и Евросупер БС 98 се зголемуваат за 1,5 денар за литар, додека малопродажната цена за евродизелот се зголемува за 2,5 денари за литар. Од вечер на полноќ Евросупер БС 95 ќе се продава по 81,5 денари, Евросупер БС 98 по 83,5 денари, а евродизелот по 82,5 денари за литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство се зголемува за 2 денари за литар и од полноќ ќе чини 80,5 денари, а малопродажната цена на мазутот се зголемува за 0,064 денари за килограм и сега ќе изнесува 51,599 денари за килограм. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Бројот на жртви од бурата Меги на Филипините се искачи на 172 лица. 8 лица се повредени. Повеќе од 2 милиони се евакуирани поради поплави и лизгање на земјиштето. Националниот центар за управување со вонредни состојби соопшти дека 110 лица се водат за исчезнати. Спасувачките операции во кои учествуваат над 300 лица продолжуваат без прекин. Предизвикана е материјална штета која се проценува на 4,78 милиони долари. Невремето оштети речиси 10.000 домови, а десетици градови останаа без електрична енергија. Макрон и Лепен влегоа во вториот круг на претседателските избори, односно во финалето за изборите кои ќе се одржат на 24 април. На претседателските избори во 2017 година се одржа истиот дуел Макрон-Лепен, на кој Макрон беше избран со повеќе гласови. Предизвикот во вториот круг е да се убедат неодлучните французи да излезат на гласање, бидејќи 26 од 100 од гласачите не излегоа во првиот круг кој се одржа на 10 април. Аналитичарите сметаат дека клучен за гласачите ќе биде телевизискиот дуел меѓу Макрон и Лепен кој е закажан за во среда. 3 масовни престрелки во САД за време на великденскиот викенд. Една во Питсбург и 2 во Јужна Каролина. 2 тинеџери се убиени, а 8 лица се повредени во пукотница што се случила на прослава во Питсбург. Полицијата во изнајмена куќа пронашла најмалку 10 лица со прострелни рани. Некои жртви биле пренесени во болница, меѓу кои и 2 17 годишни момчиња за кои подоцна лекарите констатирале смрт. Во 2 масовни престрелки во Јужна Каролина пак 18 лица се повредени. Полицијата соопштила дека ранетите биле на возраст од 15 до 73 години. 4 стамбени згради се евакуирани откако утринава се слушнала експлозија во областа Бејоглу во Истанбул. Според извештаите утврдено е дека експлозијата се случила под земја од засега нејасни причини. Капакот на шахтата експлодирал со силен звук. Според првичните информации, наводно причина за експлозијата е краток спој на подземни кабли за струја со инсталацијата за газ. Пожарникарите наредиле евакуација на станарите во повеќе блокови во тој дел од градот, а заради превенција исклучена и струјата во квартот. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.